Наместо да биде готов како што македонските власти ветија до крајот на 2023 година, автобатот Охрид-Кичево сега според најавите на премиерот Димитар Ковачевски ќе оди на ревизија. Тој не ја исклучува можноста да биде раскинат и договорот со кинеската компанија Синохидро, која цела деценија ја гради 57 километри долгата автопатска делница и барање на изведувач кој што патот ќе го направи на квалитетен начин. Не да гледаме 10 години пат кој што се прави, во кој што се инвестираат пари, а до сега нема ниту едно метро пуштено автопат на делницата Кичево-Охрид. На 10-та година имаме изведувачи од Кина кои што се уште не го завршуваат автопатот. И затоа треба да се направи, како што кажав, ревизија и врз основа на неа да се донесе одлука како да се продолжи, а една од опциите е секако и раскинување на тој договор. Таа ревизија ќе покаже точно кои се елементите кои што предизвикале да има толкаво доснење на патот. Договорот за изведба на овој автопат беше изгласан во собранието, но премиерот не кажа дали поради евентуалното негово раскинување државата би плаќала пенали кон кинеската компанија. Самиот договор представува закон и секоја негова промена, секој негов анекс практично се одобрува од пратениците, меѓутоа после 10 години сметам дека е недозволиво да пратениците повторно разгледуваат нека продолжување на нешто што требало да се заврши пред многу години. На иста линија со премиерот и првиот вице-премиер Артан Груби, според кого е крајно време владата и собранието да го разгледаат тој договор, па ако треба и да се раскине и да се даде на некој друг. Затоа што ова веќе е скандалозно. Апсолутно неприфатливо. Треба да ги носат дома и тие што при проектирање грешат и да се започне и кривична постапка за погрешно проектирање 11 нови слечишта на Кичево-Охрид. Тоа е апсолутно неприфатливо. Кога ги започнавме разговорите со менаџерите на Бехтел Јенка за изградбата на коридорите 8 и 10, ни рекла да се кладиме дека ние ќе го завршиме автопатот пред вие да го завршите кинескиот автопат. Мислев дека се шегуваат. Испадна дека ќе е вистина и тоа. Автопатот Охрид-Кичево почна да се гради во 2014 година со кредит од кинеската Ексим банка. Првично требаше да биде готов до 2018 година, за потоа рокот да се продолжи до јуни 2021, а потоа до декември 2023 година. Досега за неговата градба се потрошени 600 милиони евра. Меѓу главните забелешки на едно истражување на Институтот за демократија втурнати во ќорсокак за блудената верба во кинескиот корозивен капитал за изградба на автопати во Северна Македонија е непостоењето на транспарентност на договорите и на целиот процес што следи потоа. Во ова истражување за кое Гласот на Америка веќе пишуваше, се вели дека Брисел внимава на Северна Македонија кога станува збор за кинески заеми. Договорите со заеми со Кина се скроени за излегување во пресред на интересите на Пекинг и тие често вклучуваат одредби кои се против правото на ЕУ. Проблеми со кинески кредит за изградба на автопат имаше и Црна Гора, чија што влада уште во 2021 година побара помош од Европската унија за исплата на кредитот, бидејќи и таму беше пробиен рокот за изградба, а се бараше зголемување на цената на чинење. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.